Штип е одлучен преку опомени, а потоа и казни да се ослободи од сите хаварисани возила кои се на јавни површини. Во градот вакви возила има се повеќе и се почести се граѓанските реакции. Половината се хаваризира, половината, ако ги провериш, ни една саглам костници нема. Ни една кумплук нема. Па има на сите улици има. Тамо поготово при градските краишта, таму се сите возила. Хаварисани стоат. Па опомена да ги дигнат возилата или казнат да не. Друго нешто што не помагна. Многу јасно. Задолжително треба да бидат отстранети. Задолжително. Има претуш, каде сакате, на неколку места може да видите. Прво опомена, па после. Има. Има по некој мал, стоат уште стари коли. Па ја мислам треба да ги соберат тие коли, ако стои повише од 5 месец, 2, треба да ги соберат и ако се издишани гумите, тоа се за отпад. Реакциите на граѓаните доаѓаат во исто време со планот на општината овие возила подитно да ги нема. Вид на лице место може да констатираме дека во општина Штип по јавните површини, по тротоарите има исто возила и на паркинг местата кои се определени од страна на општината, значи има хаварисани возила. Тоа се возила кои не се регистрирани, кои не се во возна состојба. Претходно, значи, им нашите комунални редари им оставаат опомени, на кои што опомени имаат рок за 7 дена да ги отстранат од јавната површина. За оние што ќе останат наглови следуваат казни. Доколку во рок од 7 дена не ги отстранат, по закон за јавна чистота, значи покренуваме постапка за соодветни казни, согласно законот за јавна чистота, за прекршителите, односно сопствениците на тие хаварисани возила, и по набавка на специјално возило пајак од страна на јавното претпријатие Стипион, истите ќе бидат дислоцирани, односно одземени и однесени, значи ставени на локација која што ќе биде претходно одредена од страна на Советот на општина Штип. Колкав е бројот на ваквите возила, точна процена нема, но се калкулира со околу 1000. Колку од нив во наредниот период ќе бидат дислоцирани на вистинските места, зависи од доследноста на инспекциите, но и одговорноста на граѓаните.